Значи вчера владата донесе одлука, односно ја поништи претходната одлука која беше донесена на 10 ноември 2015 од претходната влада, со која им беше доделена просторија на Сдруженијето на попадници, сетинци и крушоради. Таа беше единствената одлука вчера која беше донесена од страна на владата. Одлуката за доделување на друга организација не беше донесена и тоа одлука ќе се донесе од кога Агенцијата за управување со имотот и со јавниот простор ќе помине во низ органите, односно управниот одбор на самата организација. Дали знаете дека новата организација веќе на истата адреса, во истата просторија, веќе си има регистрирано и дали тоа е правно издржано? Значи, како прво, не се работи за нова организација. Само да ја подсетам јавноста, ова е Сдружение на деца бегалци регистрирано уште во далечната 1987 година под покојниот Ѓорѓи Тоновски кој ја водеше таа организација. Во 88 ова сдружение даде на градот Скопје во Жена парк споменикот на децата бегалци, тоа е нивна донација и нивно дел. Она што се случува во 2007 практично таа организација од 2001 до 2011 беше во тие простори кога од политички причини 2011 биле избркани. Побараа од мене како министер за да им овозможам да се вратат во таа организација и дека се со цел за да до година 2018 ја организираат петата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија и нивните потомци кои се одржува традиционално секои 10 години. И јас како министер генерално ги поминавме процедурите за да провериме дека е се окей со тој простор и дека како таков постои, дека не е во функција или дека може би се користи. Она што утврдивме е дека иако претходната влада со одлука прво во февруари им се дава во центар, па во април истата канцеларија им се одзема, па во ноември им се дава во просториите во Скопјанка, утврдивме дека таа организација ниту го превзела, ниту се вселила, ниту па има промена во делот на користењето дека е некоја друга. Практично таа просторија од 2011 кога Сдруженијето е избркано таму, стои празна. Бидејќи ќе организираат средбата до година, на таа побараа помош и поддршка за да можат да имаат простор каде што ќе ги одвиваат тие активности. Јас како министер реков дека ќе помогнам, како што се обидувам да помагам каде што можам, за да им овозможиме функционирање нормално, за да можат да си ги организираат активностите. Значи, кратко, вчера е донесена одлука да се поништи претходната одлука која ви даде, а меѓутоа не е дадено. Чекаме процедурално Агенцијата за деловен простор да го каже своето мислење. Од кога ќе го каже нивното мислење, после тоа така и ќе постапуваме. Кои се критериумите по кои што некои здруженија може да добијат простори? Дали тоа се еве донации на споменици? Видовме дека и Крушоради донираше па доби, овие донирале па повторно добиваат или нешто друго, бидејќи жестоки реакции имаше од други здруженија кои што постојат со години. Мислам дека е у најмала рака неправедно да се стави знак на равенка меѓу една организација на деца бегалци кои постојат од 1987 година, значи скоро 30 години или 30 се, со една друга организација која е формирана за други цели. Претходната, првата, е формирана со една друга цел, ја знаеме која. Другата треба да се види која беше целта. Така да мислам дека е неблагодарно и непочитување кон тие деца бегалци за да ги третираме подеднакво исто како што можеби ги третираме овие другите.